Занимив дезерт, пробај го овој прекрасен колач со чоколадо, карамела, маргарин, пченкарен сируп, декориран со прекрасни гумени бомбони и шлаг. Колачот ти е ужас. Сигурно има пола кило шекер во него. Не. Овде пишува дека нема ни зрнце шеќер. Се е со засладувачи кои не дебелеат. Аспартанче, гликозен сируп. Ќе бидеш слаб манекен, како мене. Јаболко? Јаболко на ден сериозно го нарушува здравието на смртта. Шекерот во нашите тела, наречен глукоза, е фундаментално гориво за нашето тело и мозок. Глукозата ја добиваме од јаглехидратите и затоа е многу битен типот на храна преку која го внесуваме. Во последните 20 години почнавме да конзумираме многу повеќе шекер отколку што нашите тела можат да преработат. Поради начинот на конзервирање, буквално секој индустријски производ има додаток на шекер, што доведува до најголемата епидемија на денешницата – дебелината. Нашите стари за внесување на потребните шекери и јаглехидрати користеле маџун. Со него се готвеле слатките и колачите. Модерната наука го докажа овој начин на исхрана како исклучително здрав. Во тиквешијата домакинките чуваат маџун стари по 20 на години. Со годините се згуснува и се претвора во чист гроздов слад. За гроздовиот сок се вели дека е хранлив како и мајчиното млеко. Изобилува со минерали, витамини, енергетски супстанци, танини, флавоноиди. Токму поради тоа, маџунот представува вистинска ризница на неопходни хранливи состојки што ќе ви помогне да го зачувате и да го подобрите здравието. Познат е и како лек за закрепнување на црниот дроп од жолтица. Денес се наоѓаме во Централна Македонија, регион пребогат со рајски овошја. Смокви, грозие, бостан, дини, калинки, сливи, кајси, праски и грозие. Овошјето го измив, кажувај сега што ќе ми подготвиш. Ќе ти подготвам пита од модри сливи, јаболки во фурна и најпознатата овошна салата на светот Македонија. Почнуваме со што? Ајде, пита од модри сливи. Преполовуваме неколку модри сливи и ги вариме со малку вода. На штицата за месење истураме интегрално брашно и јајца, путер, сол, жолт шекер и малку квасец, па се заедно убаво се замесува. Една плитка тава се премачкува со путер и се посипува со малку брашно за тестото да не се залепи. Тестото рамномерно се распоредува во тавата за пита. Тестото е готово, однеси го во фрижидер да одмори 30 минути. Во меѓувреме, во модрите сливи се става малку црвено вино вранец и маџун. Вариме додека да добие густина на мармалад. Сечкаме или мелеме бадеми, за да добиеме брашно од бадеми. Брашното од бадеми се става во сад, во кој се додава една супена лажица кафеав шекер и кафе. Го истураме мармаладот од модри сливи и се посипува со брашното од бадеми. Печеме се додека не добие убава румена боја. Кој не чул, сега ќе чуе за најпознатата овошна салата на светот – салата Македонија. Сецкаме сезонско овошје, јаболка, модри сливи, бело и црно грозје, диња, праска и смок. Сето овошје се полева со малку бело вино, се додава 2 лажици маџун, сосема малку вода и се лади во фрижидер најмалку 2 до 3 часа. Овошјето ќе ги испушти своите сокови во течноста и благо ќе ферментира, создавајќи прекрасен вкус. Оди одлично со топка домашен сладолед од ванила. Ова, драги мои, ова е нешто посебно. Овошје со маџун и бело вино. Навистина прекрасен специјалитет. Ете те врати во детството. Гледаш како може вкусовите и мирисите да ти разбудат убави сеќавања. Храната може да биде и отров и лек, од вас зависи. Трпезата нека ви биде олтар во домот, а продуктите набавувајте ги во пребогатиот шпајс на Македонија.